Новото поскапување на струјата од просечни 7,4% ќе удри врз стандардот на граѓаните. Промената со 5 цени на струјата, една во ниската и 4 во високата тарифа, го збуни населението. Ретко кој слушнал дека на веб страницата на регулаторната комисија има калкулатор за секој да може да пресмета колку ќе поскапе струјата. Оние што знаат велат дека едва и го нашле калкулаторот, а пресметките биле неразбирливи и конфузни. Сите не знаеме тоа да го правиме. Мислите дека е конфузен системот со 5 различни цени? Ама зошто јас тоа да го контролирам со цената? Што можам ја тоа да направам? Ќе ми дојде сметка, морам да ја платам. Па ако не знае конфузно, треба да се прочита по која критериумите се кај. Знаете ли дека има калкулатор на веб страницата на регулаторна комисија за да си пресметате? Не знаев. А ќе проверите ли? Ќе проверам, да. Да, конфузен. Ние баш гледавме се бајле сметката, ја не можам да разберам баш точно која е поскапа, која е поевтина. Ефтината тарифа поскапува за 8,69%. Цената во првиот блок во скапата тарифа е поголема за 5,5%, во вториот блок е повисока за 10,3%, во третиот за 18,3%, а во четвртиот за дури 138,7%. Новиот скок на цената на струјата е уште едно во низата поскапувања кои треба да ги издржат граѓаните. Па страф нема што ќе правиме. Може нешто смениме? Нема. Тоа е. Ки се сноѓаме, до сега сме се сноѓале, ки се сноѓаме. Јас плаќам на повеќе места и удира врз мене све. Врз сите ќе удри. И директно и индиректно. Струјата е алармантна, а не знам како ќе биде, дали ќе ја имаме. Па и тоа е многу деликатно. Енергетските експерти децидни, старите цени на струјата повеќе нема да се повторат. Граѓаните ќе мора да штедат, но загрижувачки било дали ЕВН навреме ќе ги чита броилата. И додека државните електрани се обврзуваат да покријат 100% од потребите на ЕВН Home, односно да го зголемат производството за 20%, аналитичарите се скептици. Сметаат дека ќе мора да се одвојат неколку стотици милиони евра за да се набави струја од увоз и за енергенти за производство на електрична енергија. Со оглед на домашното производство не сум убедена дека ЕСМ ќе биде во можност да испорача 100%, меѓутоа ќе времето ќе покаже за тоа дали ќе бидат способни да го произведат планот кој го имаат предвидено. Со оглед на ова поскапување мислам дека државата ќе треба да издвои уште минимум 200 до 300 милиони евра за набавка на електрична струја. Просечната потрошувачка на струја во скапа тарифа е околу 400 киловат-часови. Пресметките покажуваат дека сметките за струја на едно просечно домаќинство кое штеди енергија ќе се зголемат за околу 400 денари. За оние кои целосно ќе влезат во првиот блок до 210 киловат-часови, сметките ќе им бидат поголеми за 7%, а оние кои потрошиле 1100 киловати во скапа тарифа ќе плаќаат за 17% поскапо.